Во оваа армиска база во Свјетошов, Полска, повеќе од 100 украински војници минуваат низ интензивна обука. Тие беа избрани од првите редови во Украина за да научат како да управуваат со тенковите Леопард 2 од германско производство, обезбедени од западните сојузници. Се обучуваат рамо до рамо со инструктори за обука од Канада, Норвешка и Полска. Украинските војници кои се бореле во регионите Донецк и Луганск тренираат 10 часа дневно, вклучително и за викендите. To szkolenie jest bardzo skondensowane. Обуката е многу кондензирана во тајмингот. Времето е најголемиот проблем. Украинските трупи се искусни. Тие дојде овде директно од линијата на фронтот. Наместо вообичаените 3 месеци, властите велат дека украинците ќе бидат подготвени да ги користат овие тенкови на бојното поле за нешто повеќе од 1 месец. Украинскиот мајор Вадим Ходак ја води обуката и вели дека неговите војници се подготвени брзо да учат. Мои солдати Моите војници имаат борбено искуство. Не дојде од улица. Тие се борат на нашите тенкови веќе некое време, така што им е многу полесно да научат како да го користат ова. Ходак вели дека овие тенкови ќе бидат клучни на бојното поле. на даний час Во моментов ни недостасуваат оклопни возила и се надевам дека кога ќе стигнеме на првата линија со ова опрема, тоа ќе спаси многу животи на нашите војници и ќе не донесе поблиску до победа. Првата испорака на 14 тенкови на бојното поле е планирана веќе следниот месец. Се очекува тенковите Леопард 2 да ги засилат силите на Киев, бидејќи војната со Русија се приближува кон границата од 1 година. Европските партнери планираат да испратат 2 тенковски баталјони Леопард 2 во Украина. Има околу 2000 типови Леопард 2 распространети низ Европа. Официјални лица велат дека очекуваат првата испорака на 14 тенкови на бојното поле како прв чекор веќе следниот месец. Полскиот претседател Анджеј Дуда го посети теренот за обука и ја пофали тековната борба на Украина против Русија. Zarazem, proszę Państwa, broniąc nas wszystkich. Украинците не бранат сите нас. Тие ја бранат и Европа од новиот руски империализам. И ние го знаеме лицето на рускиот империализам од нашата историја. Нашите соседи украинци не бранат и им благодариме за тоа. Дуда додаде дека Полска нуди подршка за украинците и ги повика западните сојузници да испратат повеќе опрема во Украина во следните недели.